Задоволство ми е да ве поздравам на церемонијата на доделување на сертификатите за успешно завршување на првата школа за политики во организација на Председателскиот центар за политичко образование, а во соработка со партнерските организации Фондацијата Фридрих Еберт, Скопје, Фондацијата за демократија на Вестминстер, подружница во Република Северна Македонија, Фондацијата Конрад Аденауер, подружница Скопје, Националниот демократски институт за меѓународни работи, канцеларија во Северна Македонија, Меѓународниот републикански институт, подружница Скопје и Фондацијата Македонија 2025. Како што истакнав и при отворањето на оваа школа, ова е централната активност на Председателскиот центар. Тука наша основна задача е, преку образование, обуки за практични вештини и дебати, да придонесеме кон изградбата на солидарно и инклузивно општество, во кое политичкиот и поширокиот општествен диалог е инструмент за надминување на поделбите и промоција на мултикултурата, како клучна алка за поврзување на нашите граѓани. Составот и постигнувањето на оваа прва генерација потврдува дека школата е на вистинскиот пат да ја оствари оваа цел. Избрани за учесници на отворен повик, врз основа на личните постигнувања и заслуги и со почитување на разновидноста на нашето општество, вие покажавте, независно од личните, социјалните, политичките и другите разлики, дека македонското општество има капацитет за демократски развој и обединување околу клучните стратешки цели на државата. Во рамки на програмата на школата имавте прилика да учите и дебатирате на теми од областа на демократскиот развој на политичкиот систем, функционирањето на правната држава, европската интеграција, социјоекономскиот развој и економските политики во ера на политичка и економска глобализација, надворешно политичките стратегии и приоритети на нашата држава и пошироко во регионот, членството во НАТО и безбедносниот аспект, како и политичка комуникација во време на дигиталната трансформација, дезинформацијските кампањи и лажните вести и потребата за поголема транспарентност и внатрешна демократизација на институциите на власта. Предавањата ги држаа истакнати експерти и практичари од нашата држава, а благодарение на соработката со партнерските организации се вклучија и признати стручњаци од соодветните области од Германија, Соединетите Американски држави и Велика Британија. Со оглед на околностите со пандемијата, работата на школата се одвиваше во вонредни услови. Дел од настаните беа организирани онлайн, дел со физичко присуство или пак во хибриден формат. Но независно од здравствените и со нив поврзани технички и логистички предизвици и проблеми, успеавме да ги постигнеме нашите цели, но и вашите очекувања, што е многу поважно. На крајот, но не и најмалку важни, се личните познанства и контакти кои ги остваривте како додадена вредност на оваа школа. Се надевам дека вашата меѓусебна комуникација ќе резултира во долгорочна професионална соработка во заеднички проекти, но и пријателства за цел живот. Тоа ќе биде двојна добивка. За вас како личности и за вашиот професионален развој, но и за напредокот на македонското општество во целина. Би сакал да ве замолам и понатаму да останете активни во нашиот општествен живот и да не го губите ентузијазмот за промени и надминување на проблемите со кои се соочуваме со години наназад. Вашиот успех ќе го сметам и за свој успех, што е помалку битно, но и за успех на целата држава, што е далеку поважно. Со таа мисла, дозволете да ви посакам добро здравје и многу среќа во вашиот понатамошен личен и професионален развој. И благодарам.